Добро вечер. Опозицијската СДСМ нема да ги поддржи интерпелациите што дуи по минатонеделните случувања на прославата на денот на албанското знаме, вчера ги поднесе против министерот Тошковски и неговиот заменик Исени, како и вице-премиерите Меджити и Стоилковиќ. Ова било одлучено на вечерашната прва седница на извршниот одбор на СДСМ. Според опозицијската партија, интерпелациите не представуваат решение за кризата во овој момент и може да значат нови поделби по етничка основа. Потребен беше поинаков пристап, да се седне на лидерска средба и да се упатат заеднички пораки за смирување на тензиите, затоа што тој пристап е базиран на политичка зрелост, но власта тоа го одби, што според извршниот одбор на СДСМ испраќа лош сигнал. На седницата бил потврден ставот против зголемување на старосната граница за пензионирање. Инаку, против предлогот на Фискалниот совет се изјасни и владата и синдикатите, како и дел од експертите. По одлука на државниот обвинител Љупчо Коцевски се врши надзор во обвинителството за борба со организиран криминал раководено од Ислам Абази. Активностите на обвинителството доаѓаат по критиките од власта за непостапување и неработење на обвинителите, но и по само еден ден од задолжителното упатство кое Коцевски го испрати до сите обвинители, итно да дадат приоритет на предметите поврзани со корупција и од особен јавен интерес, по апелите од владата, кои, како што велат од обвинителството, ги примил со исклучителна сериозност. Премиерот Мицкоски денеска не сакаше да го коментира упатството на Коцевски, но за оставката на претседателката на Судскиот совет Дамева кажа дека треба да е правило, а не исклучок кога очекувањата се неисполнети. Премиерот изјави дека ќе продолжи да упатува пораки, судиите и обвинителите да стават фокус на справување со криминалот и корупцијата. Тоа пред се важи за обвинителите кои што во сред акции, кога треба да потпишат налог за претрес или приведување, ќе повторам, добиваат главоболка, повишена температура, грчеви во стомак, диареја и анксиозност. За една недела истекува последниот затворски отпуст од 2 месеца на Бојан Јовановски, но неизвестно е дали тој сепак ќе се врати во Идризово. Шоуменот тврди дека има сериозни здравствени проблеми, иако е присутен во јавноста и најавува нова песна. Дејан Трајковски. На 10 декември истекува последниот двомесечен затворски отпуст поради здравствени проблеми на Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13, пошто тој треба да се врати во Идризово на доодслужување на казната. Но дали тоа ќе се случи останува неизвестно со оглед дека тој веќе доставил ново барање за отпуст со приложено конзилијарно мислење и детална анализа, зошто не може да се врати во затвор. Во мислењето на лекарите од клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, што Јовановски го даде на увид на Канал 5, стои дека крајно потребно е пациентот да го продолжи лекувањето во домашни либерални услови, се до објективно подобрување на состојбата во подолг временски период, бидејќи како што се наведува, кај него постојат истите ризик фактори за појави на компликации од животозагрозувачки карактер, со што животот на пациентот би бил компрометиран. Сепак, она што е збунувачко за јавноста е покрај наведената дијагноза и животозагрозувачка состојба, како Јовановски е активен и навидум во кондиција, особено во изминативе 2 месеци во јавноста. Тој за утре вечер најавува и промоција на нова песна со видео. Само една песна таговна. Премиера на видеозаписот и на песната која што одбележа еден сериозен период од мојот живот. Освен тоа, најави документарен филм наречен Рекет, како и случајот за кој беше осуден на 9 години затвор, а во меѓувреме организира и наградни игри преку социјалните мрежи. Да дојдеме во вашиот град и да направиме лайв перформанс и да доделиме највредни награди покрај колите и станот во Скопје. На лайв перформансите Джеймс Бонд 007. Јовановски на прашање на Канал 5 како може да е активен, а да не може да издржува казна, посочи дека е разбира збунувачката состојба која произлегува од неговата активност, но вели дека не прави ништо противзаконско и дека тоа е еден начин за негова рехабилитација. Како можем да работам, а да сум во лоша здравствена состојба, знаете како хронично болни лица работат, функционираат, се појавуваат со тоа што јас се трудам да се рехабилитирам на овој начин и да бидам присутен во јавноста, бидејќи не правам ништо погрешно, не правам ништо што е ван регулативата и вон позитивните законски норми.
Јовановски првиот прекин на отслужувањето на казната го доби на 28 ноември 2023 година, а од КПД Идризово посочуваат дека од тогаш не е вратен во затворот и дека има континуиран отпуст. Тој беше во притвор и затвор од неговото апсење во јули 2019 година, а по неколку хоспитализации во март 2023 година во болницата Свети Наум Охридски му беше извршена хируршка интервенција на желудникот, пошто следуваше одлуката на судот за прекин на казната која се продолжуваше досега. Дали Јовановски за една недела ќе се врати во Идризово или тој ќе може да продолжи со шоу бизнисот, судот ќе одлучува деновиве. Деветгодишното дете кое синоќа падна од зграда во Киселавода е со сериозни повреди и скршеници, но неговата состојба е стабилна, велат од клиниката за детска хирургија. Во трагедијата почина неговата баба која паднала веднаш по него. Детето се наоѓа во интензивна нега, згрижено е, со повреди на повеќе системи и органи. Се наоѓа во стабилна состојба, меѓутоа си побарува интензивен мониторинг. Денеска се направи додиагностика, значи повторена е компјутеризирана томографија на целото тело и ехотомографија на абдомен и се следат виталните параметри. Детето е во тешка општа состојба, меѓутоа се уште сега е во моментов со стабилни витални параметри. Од утре наставата ќе ја бойкотираат и учениците од Лазо Ангеловски, кои не го сакаат назад со ученикот со насилно и проблематично поведение, а заради кој од вчера наставата ја бойкотираат учениците од основното 11 октомври. Ако за 2 дена училиштата не најдат решение, ќе се вклучи МОН. Освен што не го сакаат во училиштето 11 октомври во центар, проблематичното дете е непожелно да се врати ниту во училиштето од каде доаѓа, Лазо Ангеловски во аеродром. Родителите преку соопштение најавија дека од утре во училиштето Лазо Ангеловски има бојкот на наставата во сите одделенија, а конечната одлука за тоа ќе ја донесат до крајот на денот на состанок на Советот на родители. Тие побараа институционално решавање на овој проблем, кој трае подолго време. Запрашана за овој случај, министерката за образование Весна Јаневска каже дека од Центарот за социјални работи било препорачено детето да ја промени средината, а изборот на училиштето во центар било право на неговите родители. Побара од училиштата и градоначалниците да го решат проблемот, а ако тоа не биде случај, во следните денови најави дека ќе се вклучи и МОН. Дури Министерството за образование и наука формира комисија која се вмеша во решавањето на проблемот. Препорачано е детето да ја промени средината. Било кое училиште во кое што оди детето, исто така има и стручни служби и цел систем на располагање. Детето не може и не смее да остане на улица. Социјалната служба, психолозите, потребна била можеби и лекарска помош. Се тоа треба да се организира и да се спроведе за детето да не трпи. Инаку вчера бојкот на наставата започна и од ученици од 1 до 4 и по една паралелка од 6 и 7 одделение во училиштето 11 октомври, откако било најавено дека проблематичниот ученик имал согласност да се запише во ова училиште. Директорката на училиштето Даница Блажеска вчера информираше дека биле доведени во заблуда и согласноста била веднаш повлечена. Бојкотот во училиштето трае и денеска и ќе трае до расчистување на ситуацијата. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатно.